Почитувани слушатели на Македонската радиопрограма, денес ќе се обидам да дадам објаснување околу настаните за така нареченото крваво коледе во Македонија во 1945 година на 7 јануари, односно на 6 јануари, затоа и го викаат крваво коледе, а крваво коледе го нарекоја бугарските разузнавачки служби, односно бугарските служби во тоа време во Бугарија, кои спрема некои наши научници и политичари оставиле дел од окупаторските фашистички власти, разузнувачи кои ќе раководат, односно кои ќе го бунтоваат македонскиот народ, односно да го заведат македонскиот народ дека е на некаква погрешна страна. Имено станува збор за бунтот на војниците, на македонските војници од 1945 година, кои не сакале да одат на Сремскиот фронт со паролата "Не сакаме Берлин, сакаме Солун". Тогаш на 7 јануари се одржувал и вториот Конгрес на народната младина на Македонија под раководство на Крсте Црвенковски. Навистина, тоа имало бунт, да, постоел бунт спрема архивите на Република Македонија и спрема очевидците и учесниците кои беа на 6 и на 7 јануари 1945 година. Како што реков, јас ќе се обидам тоа да го раскажам дел по дел, бидејќи во последно време, во последните 2 недели од Коледе, од 5, 6 и 7 јануари наваму, бугарските медиуми, бугарските политичари, бугарските новинари засилено ја шират пропагандата дека на тој датум, на 6 и на 7 во Скопје биле наводно убиени 1200 војници кои се бунтовале, а тие нив ги сметаат за бугари, а не за македонски националисти, кои, како што знаеме, во Втората светска војна, македонците најмалку беа комунисти од она што можеше да се види и да се знае. И до ден денес се знае дека македонската народно-ослободителна борба ја водеше македонскиот народ без помош ниту на некои соседни држави, ниту пак на руските војски, ниту пак американските војски. Напротив, тогаш имаме поделба на сферите на влијание. Во егејскиот дел на Македонија спрема Тито и Сталин потпаѓа под Грција 99%, односно влијанието таму да биде на Британија 100%. Но бугарите ова го зачестија уште посилно, почитувани слушатели, од потпишувањето на договорот помеѓу Зоран Заев и Борис Бојков, премиерите во 2017 година на 1 август, односно на предвечерието на Илинден, и го потпишаа тој, Заев го потпиша тој бестрамен договор и од тогаш почнаа и засилените пропаганди дека во Македонија не дошло до ослободување на вардарскиот дел на Македонија, туку српската кралевина била заменета со нови српски, србо-југословенски власти, предводени од Светозар Кузмановиќ Темпо, од Тито, пак на сила била Озна. Јас сакам да прикажам и дел од настапите на
во медиумите на бугарските историчари, бугарските научници и новинари кои исто така учествуваат во оваа пропаганда. Само за момент. На 7 януари 1945 година палачите на комунистическия лидер Тито убиват хиляди българи във Вардарска Македония. Историята помни този ден като кървавата Коледа. През 1945 година по юлианския календар Коледа се е празнувала на 7, 8 и 9 януари. Точно тогава Югославската комунистическа партия подготвя кървава баня за българите във Вардарска Македония. По нареждане на маршал Тито в изпълнение на Светозар Темпо, списъците подготвя Лазар Конушевски, са погубени 1200 българи. Целта – да се заличи българското самосъзнание и бърза сърбизация. По време на репресиите след 1945 година по пътя между Охридското и Преспанското езеро, по чукарите на Галичица, край село Тешево и други селища намират смъртта си 23 000 българи. Преспанското езеро поглъща телата на кметове и свещеници от Ресен през Столицаря двор. Няма град във Вардарска Македония, който да няма своята кървава Голгота. Над 130 000 българи са изселени, затворени и преследвани, изпращани в концлагерите на Титова Югославия. Въпреки нестихващата болка по безследно изчезналите и гниещите в концлагерите, въпреки страшния закон за обида на македонската чест, предвиждащ до 10 години затвор за всеки, който се нарече българин, българският национален дух се оказва несломим. Кървавата Коледа остава най-черният и най-зловещия ден в българската история. Почитувани слушатели, го слушнавте, а вие, почитувани македонци кои ме следите на Фейсбукот и на YouTube, исто така видовте како представени се, како е представено крвавото Коледе на 6 и 7 јануари 1941 година. Навистина, од она што, како што реков јас, што можам да кажам, тие се засилени пропаганди на бугарските власти, но ќе се обидам да пуштам уште едно видео, уште еден видеоклип. Останете со мене. Години по-късно няма осъдени. Виновни липсват, справедливостта е погубена. Януарският терор през 1945-та остава в най-черните страници на историята като македонската кървава Коледа. Демек, македонската историја после 80 години остава простор, односно за бугарите тоа е најкрвавиот ден, најкрвавите моменти, кога биле погубени илјадници бугари спрема нивните изјави. Доста беа и оваа година беа силни изјавите на академиците Спас Сташев на Бугарската академија на науките, исто така и Кирил Топалов. Потоа имаше една голема колумна новинарот Владо Перев, кој живее во Скопје, меѓутоа работеше во Нова Македонија, но се смета за голем българин. И тој опишува, и тој кажува дека во Македонија биле погубени илјадници бугарски војници, бугарски цивили и така натаму. Ќе продолжам понатаму со видеата. Многу глупава ми е, глупава. Не е глупава, меѓутоа многу силна спрема нив е изјавата на Слави Гавазов пред неколку денови го гледав на бугарските телевизии, бидејќи, како што реков, уште од 6-7 јануари, наместо да се кажуваат некои други работи по бугарските телевизии, медиуми, социјални мрежи беа обседнати со крвавото Коледе, а пак најжесток беше, како што реков, Слави Гавазов, да го видиме и
и него. Основателите на нашите отношения с Македония. Добре дошъл, господин Гавазов. Добре съм заварен. Бихте ли казали, преди да почнем същинското интервю, няколко приказки за така наречената кървава Коледа, защото скоро отмина годишнина? Ами да, аз тук съм си подготвил едно кратко така встъпително резюменци и ще си позволя да го прочита, за да не се губи време. На 16 декември се навършват 80 години от началото на тъй наречената кървава Коледа или кървав Божик, когато е положено началото на кланетата на десетки хиляди души хора с българско самосъзнание в Македония. Това престъпно деяние стана възможно след инвазията на сталинско-болшевишкия коминтерновски сатрапен комунизъм и титовско-югославски шумкарски сърбонационализъм в Македония. С злополучното второ оттегляне на българската администрация и управление на областта през септември 1944 година, българското население просто беше задушено и смачкано от югославската титовщина и местните сърбомани. Нещастните македонски българи за пореден път изпитаха на гърба си, а много хиляди от тях платиха с живота си. Какво е това да си българофил, да си помагал или симпатизирал на българските фашистички окупатори в кавички и да си се борил в контрачете срещу тъй наречената Народно-освободителна армия на Македония. Армия, състояща се от сръбски шумкари, сърбомани, съветски и италиански избягали пленници и друга подобна папла чизган. Тази тъй наречена армия се появи, когато българските части от Пета армия се изнесоха от македонската територия. Само за няколко седмици в тъй наречената Социалистическа република Македония бяха унищожени повече от 23 000 български подлоги в кавички, а над 130 000 преминаха при изподнята на затворите в Идризово и концлагера Гробище на остров Голи оток. Такива българи колаборационисти от Македония, като Лазар Колишевски, Михайло Апостолски и други, сами ходиха да дирят бугарашките поддръжници, като ги предаваха на югокомунистическите си екзекутори, които ги убиваха без съд и присъда в тъй наречените кланета. Главни виновници за трагично. Видовте, почитувани слушатели. Добро вечер во централното издание на Вистица. Ова се настаните на денот. Се извинувам, почитувани слушатели, за техничката грешка, што македонската телевизија се вклучи во мојот пренос кој го вршам, затоа што немам помошници. Интересно е да спомнам за изјавите на Слави Гавазов, дека во Бугарија, односно во Македонија, убиени биле 23.000 бугари. На самото место во Скопје биле убиени 1200 бугари, како што спомнува и Слави Гавазов. Потоа вели дека се убиени 23.000 бугари, а понатаму продолжило тоа бројката уште еднаш се кренала на 120.000 бугари. Човек воопшто да не мисли, воопшто да нема ни грам мозок да нема, од ова што го кажуваше предходно овој човек Слави Гавазов, можете да замислите на овие 23.000 убиени бугари, каде биле погребани тие, колку луѓе требало да бидат ангажирани, колку лопати требало да бидат донесени, колку коли или трактори или превозни средства, каде се тие луѓе закопани, а пак едни велат дека дел од овај голем број на убиени бугари за време на коледето и после коледето, голем број од нив биле фрлени во Преспанското езеро. Значи, и толку гнасни изјави не сум видел, не сум слушнал толку гнасни, односно лефтерни изјави, така лефтерни изјави без
тежина, никаква научна тежина, без испитување на архивите, без да се испрашаат оние кои учествувале на тој настан. Нормално бил случај, зашто ќе кажам на крајот, ќе го кажам епилогот од така наречениот Крвава Коледа, односно ние македонците го викаме бунтот на артилериците на Скопското кале на Божик 1943 година, бидејќи македонските војници, македонските партизани ја следеле идејата на ВМРО, ја следеле идејата на Гоце Делчев, Обединета Македонија, и тие нивната желба била да се вратат назад кон Солун, бидејќи Егејскиот дел на Македонија 44 година, 45-та беше празен, неколку имаше бригади само од британските војски кои беа донесени од Бари, од Италија, меѓутоа сепак ќе дојдеше до силна борба и голем судар помеѓу македонските партизани и грчките партизани кои беа навлезени длабоко во Егејскиот дел на Македонија. Но тоа е посебно прашање, како би било кога би се вратиле македонците да го завземат Солун и кој како би учествувал, дали би застанале Советскиот сојуз и Сталин на страната на македонскиот народ или пак ќе ги пуштеа низ вода. Повторно ќе кажам, тоа е прашање за кое ќе зборуваме, односно ќе зборувам во некоја друга прилика. Да не бегам од Крвавото Коледа или Крваво Коледа, како што го велат българите. Гледате како овие што ги собрав неколку, а ги има десетици нивни почитувани слушатели, десетици изјави ги има од академици, од историчари, од писатели, од новинари, од активисти, од политичари, и сите до еден го држат истиот став дека во Скопје, во Штип, Куманово и во Велес, па и Битола, па и Ресен, дека биле убиени бугари или бугарски војници кои сакале да се сија ослободувале Вардарска Македонија. А од кога ја ослободуваат, кога знаеме дека во Македонија беше царството на цар Борис, фашистичката придружничка Бугарија на Германија и на Италија. Тие беа окупаторите кои владееа со република, односно со Вардарска Македонија тогаш, која беше под окупација на Српското кралство. Меѓутоа, македонците многу смели, македонските партизани, особено ние младите, од 18 до 25-28 години, навистина беа многу храбри, донесоа храбри одлуки, донесоа слобода на Македонија, донесоа македонски јазик, македонска националност, македонски идентитет и самоупределување, но и не отстапувале од паролата што траела со години, односно 50 на години, 60 наназад, Обединета Македонија или Македонија на македонците. Ќе прикажам уште некои други делови од бугарските медиуми. Добро, ајде да видиме уште еден прилог од бугарските телевизии. Дури не им ги памтам имињата на телевизиите, па ниту на новинарите. Години от македонската кървава Коледа, за поуките от историята, за това как тя рефлектира върху днешния ден на македонските българи и на отношението на Скопие с България, и приключил ли всъщност днес процесът, започнал с кървавата Коледа от 1945, говорим с Горан Серафимов от Нова политическа имиграция и доцент Нум Кайчев, заместник съпредседател на историческата комисия между София и Скопие. Здравейте и добре дошли в студиото. Добър ден. Добре за вас. Нова българска имиграция.
нова политическа иммиграция. Нова политическа иммиграция на македонските българи. Не е ли чудно, че в 21 век говорим отново за политическа иммиграция от Република Северна Македония към България? Чудно е, да. Проблемите в Република Северна Македония, които са направени на българите от Северна Македония, и терора, които се върши в момента връз българите от Македония, принудиха немалка бройка на българи в последните няколко години да найдат своето спасение в България. Това вече, колко ставаме повече, се побуди и жалба да почнем да се организираме. За това, че ако сме се махнали от там, не значи, че сме ги забравили проблемите и сме ги забравили всички тия братки и сестри, които сме ги оставили там в Македония. Добре, 80 години се навършват от началото на този трагичен процес, който е започнал през 1945 година. Доцент Кайчев, има ли шанс историческата комисия да стигне до тези събития? Виждаме как тя е забуксувала още на тема средновековие. Да, от години наред нашата съвместна комисия между България и Северна Македония се занимава с проблемите на средновековието, как този период от историята се представя в учебниците в Скопие, в Северна Македония. Когато предлагаме малко да разширим обхвата на нашите дискусии, да кажем да обсъдим личности от 20 век, които заслужават да бъдат чествани. Да кажем, тази година се навършва, има юбилей от рождението на Марко Цепенков, извинявам се, на Войдан Чернодрински. Има годишнина точно 120 години от смъртта на Никола Карев, ръководителя на Илинденското въстание в Крушево, то тези наши предложения така общо взето нямат последствия и остават в мълчание и не се приемат от колегите от Северна Македония и се следва един ход в нашите разговори, който е доста бавен, муден и като че ли тъпчем на едно място. Но действително този повод, по който сме се събрали днес и говорим, е наистина важен за историята на Вардарска Македония, на днешна Северна Македония и дълг е и на гражданите, но и на историците, на колегите от Скопие да разсветят истината, защото той продължава да тъне в неясности и тъмнина, бих казал. Да, и точно по този повод в един от протоколите към двустранния договор между София и Скопие е записано и Скопие са се съгласили с това отваряне на архивите на Комунистическата държавна сигурност, което значи отваряне на архивите на УДБА, на ОЗНА, Организацията за защита на нацията, народа. Всичките тези служби за сигурност, които всъщност са били включени в преследването на по-личната част от македонските българи по това време от 1945 година нататък. Всъщност, знаем ли, доцент Кайчев, точния брой на жертвите от македонската кървава Коледа, която започва именно на Коледа, кървавия Божи, както го наричат в Македония, 1945 година, на 6 срещу 7 януари. Знаем ли точния брой на жертвите, знаем ли точния брой на пострадалите, знаем ли точния брой на хората, минали през лагерите, на смъртта през затворите? Знае се, че тези престъпления са били извършени от тогавашните служби на режима на тогавашна Югославия или ОЗНА, Отбор за защита народа, откъдето произлиза това съкращение, по-късно еволюирали в УДБА, Управа държавни безбедности. Но не се знае точния брой, разбира се, на тези жертви. Причината за това е, че достоверната информация, архивите, документацията, най-достоверната се съдържа именно в документацията на тези служби, а тя не е достъпна за изследователите, не е публично оповестена и затова в обществото циркулират повече догадки. На времето един достоен прилепчанин Коста Църношанов направи едно изследване на тази проблематика въз основа на публикации, открити в някои вестници като Нова Македония, на някои разкази на очевидци и достигна до някои
някакви цифри. Да кажем, със сигурност можем да кажем, че кланетата в Куманово, в Велес, в Ресен, общо към 120-130 души са били убити, главно 13 срещу 14 януари 1945 година. Има сведения за различни единични убийства или затваряния в различни други градове на Вардарска Македония, но така или иначе точният брой на убитите не е ясен и едната причина за това е именно недостъпността на тези архиви и слабият интерес не само от колегите от Северна Македония, но бих казал от колегите от по-широко от региона да се проучат изтъпленията на югославските комунисти. Защо има слаб интерес към това на историците? Защото очевидно фокуса се насочва към други периоди, които се считат за по-важни за съвременната държавност на Северна Македония, а не всъщност за този конституивен период на македонската югославска държавност, какъв е така наречения Асномски период, когато е създадена на 2 август 1944 година тази държавност и конституирана като част от Югославия. Вие казвате, че изброихте случаи на масови физически ликвидирания, но казвате, че има и единични случаи. Но извън тези случаи, които вие изброихте, има в архивите, включително в България, от българската легация. Ете, почитувани слушатели, слушнавте за една покоректна изјава. Ова изјава беше од заменик председателот на КАЕФ, заменик председател на Комисијата за заедничка историја на Македонија и на Бугарија. Тој открива некои бројки, меѓутоа повторно ја крие вистината дека архивот на Република Македонија не бил достапен и дека не било достаточно истражено од нашите историчари, колку што мене ми е познато, односно мене ми е познато дека голем број наши историчари се занимаваа со калето, со бунтот на македонците на 7 јануари, кој наместо на Берлин со паролата излегле на одиме на Солун. Интересно е, почитувани слушатели, да споменам дека за Крававото коледе масовно, како што реков и на почетокот на програмата, масовно се пишува и се објавуваат разни статии во Бугарија, на социјалните мрежи, на телевизиите. Некои од нив ќе ви ги прикажам, за да можете да ги видите и вие. Ова е македонска некаква објава во Зеза, како ли се вика овај вестник, Засе МК. И воопшто не внимаваат, воопшто не знаат што објавуваат, и овие вакви објави излегуваат и одат во прилог на бугарската пропаганда. Затоа, почитувани македонци, треба да внимаваме и да се следат изјавите, односно пишаните работи, архивите во Република Македонија, да се знае дека македонците кои се побуниле на 7 јануари 1945 година се побуниле, но убиствата и таквите големи бројки, како што се кажува, не се толкави, како што велат нашите, односно соседи, но дел од нашите македонци и во Република Македонија наседнаа на таа нивна политика. Наседнаа на таа нивна политика, наседнаа на нивните пропаганди и, како што вели и
бум на Скопско кале. Тој бум на Скопско кале, уште кажам, крвава Коледа. Македонците убиле 1200 бугари. Работи за тотално измислен настан од бугарската актуелна политика. Не постои ниту еден документ за тоа. Еден настан поврзан со бунтот на македонските партизани кои одбиле да одат на Сремскиот фронт и сакале да одат во правец кон Солун. Тие побунети биле веднаш казнети со тоа што се работи за неколку жртви, ништо друго нема околу тоа. Ова е професорот Бранислав Седозаревич, кој изворно, кој работи во архивот на Република Македонија, изворно тврди дека станува за некаква за силна пропаганда на соседите, соседните историчари од Бугарија, кои сега користат и можноста за влегување на Република Македонија во Европската Унија, ја користат ова прилика да во нивните препреки кон разнебитувањето на Македонија и докажувањето на македонскиот народ дека е од български происход од до 1945 година, а 45 година со стапче не направе маѓесничко стапче Јосип Броз Тито, не направе македонци како мојот татко, мојата мајка, дедо, баба и така натаму да не беа македонци. Уште еден медиум бугарски, да го видиме кој е, исто така многу силен, многу опасен, силна пропаганда. Црн ден, пред 80 години, Тито на крвавиот Божик ги убива бугарите во Македонија. Текстот да не можам да го разберам, но нешто се разбирва дека бројката е 1200 сонародници нивни биле убиени само во Скопје. Понатаму овде се излезени и со бројките, тука е 1200 българи се биле убиени во Скопје. Понатаму ајде да видиме спомени Скопје уште 63 души, во Велес 54, во Куманово 48, Битола 36, Штип 77, Прилеп 35, Владимирово, кај Беровско, селото Владимирово, над 330 души. Ова е скоро слична изјава како и на Слави Гавазов. Тука пишува дека установено е убивање на 23.000 бугари и исто така 130.000 иселени, прогонети по затвори на Голи оток, во Идризово и така натаму. Да човек навистина да се чуди, да не знае што да каже на овие бројки. Јас пред малку кажав за Слави Гавазов, кој рече дека 130.000 биле протерани, затворени, убиени, фрлени во Преспанското езеро, Охридското езеро. Овие бројки навистина се надуени толку многу што еден обичен смртник воопшто не се разбира, не слушнал за овие настани, ќе ги демантира како неточни. Уште еден бугарски медиум, така на брзина ќе го прелистаме да видиме што кажуваат. А това е од телевизијата со видеото што го прикажав пред малку, но меѓутоа има тие и текст. Македонскиот крвав Божик продолжува и денеска. Замислете, почитувани слушатели, и вие кои не следите на Фејсбукот, дека прогонот на бугарите продолжувал и денес. Не можам што да кажам нешто повеќе околу ова. Навистина е
силна пропагандата, сакам само да испратам една порака до македонците во Република Македонија и македонците кои се во иселеништвото да не потпаѓаат на ова силна бугарска пропаганда која е големо дувло и навлезена е на секаде во Република Македонија за да се разобличи македонскиот народ, за да им се даде бугарски димензии и да ни се поништи историјата како македонци од античко време па до денешен. Добро, на крајот, почитувани слушатели, да кажам дека учесниците и настаните на Скопското кале се занимаваше и професорката Виолета Ачковска, како што реков, и поранешниот директор на Институтот за национална историја Ивановски, па исто така Тодор Чепреганов и многу други. Во процесот на дисциплинирањето на македонците кои јавно барале обединување на Македонија, ќе започне поинтензивно поставувањето на српски и црногорски кадри за началници во македонските воени единици. Ова ќе биде по повод забуната и побуната на дел од војниците на артилериските бригади на Скопското кале на 7 јануари, како што реков, на Божик, кои настанале и настапиле тие војници со паролите "Не ќеме на Стрем, не ќеме на Берлин, како сакаме на Солун". Иста побуна се случила и во Штип на 14 на Василица, а слични настапи на војниците и истакнување на истите пароли биле забележани и во Битола и други градови во Македонија. Отпор бил забележан кај одделни војници на 15-тиот македонски народен корпус на патот кон Сремскиот фронт ќе бидат растурени протестни летоци. Во почетокот на ноември 45 година во Штипската касарна биле каменувани неколку млади војници кои, како што реков, барале на Солун, а не на Срем, односно Берлин. Лазар Колишевски се очигледно бил вклучен таму и најтесниот партиски круг. Овие побуни ги оцениле како непријателско делување против југословенската заедница, наметнато од туѓи сили. Таквите калемења воопшто не држат за вистината, зашто војниците јасно го искажале својот став за обединување на Македонија. Побуната набрзо беше смирена, а македонските војски упатени на Сремскиот фронт. Но бугарски медиуми, историчари, настаните на Скопското кале ги наракуваат, како што реков, јас повторно ќе кажам, крваво коледе, каде што наводно, пак ќе ги повторам бројката, биле убиени 1200 бугари во еден ден од срвокомунистите на Колишевски. Ова беше, како да кажам, како поговорката, еднаш кажана измислица постојано се повторува без никаков доказ или пак да се наведе список на некои од убиените. И еднаш кажаното, 100 пати кажаното ќе стане вистина. Наводно, овие лица биле убиени со цел да се потисне бугарското сознание и насилно да се воведе македонизација, како што тврдат бугарските политичари, историчари, како и останатите во Бугарија видни личности. Биле убиени, односно не биле убиени во Скопје, околу 900 души биле фрлени на Скопското кале, тие велат и умреле од глад. Бугарите велат така, дека околу 900 души умреле, а 70 наеднаш ги убиле на Скопското кале. На ова се додава и убиството, како што реков, на 23.000 бугари во Охридското езеро, па фрлани биле и во Преспанското езеро, и па потоа повторно 130.000 биле испратени на различни места по затвори.
во Идрисово, низ Југославија, низ Македонија и не знам каде не. Но наспроти бугарските тврдења на площадот во Скопје, вистината била на 7 јануари не бил убиен ниту еден артилерец, бидејќи истовремено од 6 до 8 јануари посвечена атмосфера во офицерскиот дом се одржувал вториот конгрес на македонската младина, на кој присуствувале преку 1000 делегати и представници на антифашистичката младина на Советскиот сојуз, Бугарија, Грција, Србија, со него раководел Крсте Црвенковски. Меѓу другото, бугарските историчари тврдат дека распитот го вршил директно темпо и веднаш биле стрелани над 70 офицери. Како што кажува самиот темпо, тој пристигнал во Скопје по налог на Ранковиќ, но ситуацијата веќе била смирена. Знаеме дека немаше ништо. Побунетите единици биле разоружани, а главните учесници задржани во истражниот затвор. До одржувањето на главниот судски претрес на 27, 28 и 29 април пред воениот суд биле изведени 39 лица, значи воениот суд ги судел овие личности. 39 лица за организирање и учество во отворен бунт против уставниот поредок на Народно-ослободителната војска на Југославија. За кривична одговорност биле земени истакнатите пароли против одење на Берлин, а за Солун, квалификувани како предавство на народните интереси и на самата борба. На 12 мај судот донесол пресуда со која што биле изречени смртни казни на 9 лица, прогласени за виновни, 14 биле осудени на временски казни, а 9 условно осудени. Набрзо, почитувани слушатели, и вие во Бугарија кои не следите, набрзо смртните казни биле преиначени во временски, а временските казни биле намалени. Друго е прашањето за нивниот кошмар, додека чекале ликвидација. Во случајот на побуната во Штип, осудените на смрт 6 лица биле ликвидирани. Во таа паника од ваквите настани, кои ги вознемирија сојузното воено и партиско раководство на Југославија, за да се сосече во корен, било каков сличен обид за бунт на македонците со директна контрола на сојузната ОЗНА, озлогласена ОЗНА, и сознање на тесниот круг на крводството на Комунистичката партија на Македонија, па и нејзиниот лидер Лазар Полишевски и раководителот на ОЗНА Цветко Узуновски, познат Абас, по прекарот Абас, кој, како што веројатно вие не знаете, воопшто не знаел македонски, на првото заседание на АСНОМ во 1944 година. Дојде до под нивна наредба, дошло до ликвидирање на 53 македонски граѓани во Велес, околу 48 во Куманово, 17 биле во Ресен, а повеќе поединечни ликвидации во други градови по кратка постапка, без легално судење, бидејќи во тоа време се уште војната траела. За главен виновник на ликвидацијата се наведува Јефто Шашич, главниот на КОС во Македонија, кој дошол на Божик во 45 година. Колку абсурдни биле обвинувањата кои стојат во пресудата која е донесена преди 3 дена по ликвидацијата на велешките затвореници. Зборува случајот на Богдан Попѓорчев, лекар од Велес со европско образование, за кој се наведува, почитувани слушатели, дека бил член на Гестапо, а струдник, соработник на фашистичкиот злодетел, познат во Македонија, Ванчо Михајлов. А пак бугарските историчари го поврзуваат со ВМРО. Сето тоа воопшто не соодействува со историската вистина.
Иако се разбира имало поединци со бугарско чувство, Стефан Дечев, еден од бугарските историчари, ги критикува бугарските автори кои во репресирани бугари вбројуваат и докажани македонски националисти, патриоти, наследници на Гоце Делчев, на Даме Груев и на останатите илинденци кои што се спротивставуваат на одењето на македонската армија на Сремскиот фронт и сакаат да одат кон Солун. Нормално дека сакаат да се борат или пак гледаат решение на македонското прашање надвор од Југославија, бидејќи некои од нив не сакале да бидат во рамките на Југославија. На друга страна, Дечев тврди дека македонската историографија загинатите на Сремскиот фронт ги брои како жртви за време на бугарската фашистичка окупација, што не е точно. Тие се бројат како жртви од Втората светска војна. Не знам, почитувани слушатели, што повеќе уште да кажам околу настаните. Сакав да прикажев уште една слика, неколку слики, дека има и книги од архивото објавени, но ќе се потрудам да видам и со тоа ќе го завршам. Ќе завршам мата. Ги извадов неколку слики од настаните 1945 година, но една книга која е публикувана од архивот на Република Македонија. Да видам само. Да. Ова е 48-та дивизија, втората артилерска бригада, прва батерија во касарната во Скопје, јануари 1945 година. Понатаму, еве, имаме уште еден гласотилок од Македонски научен институт во Бугарија, кој пишува за крвавото коледе, кои не застануваат никако. А ова е од 7 јануари 2017 година, како што реков, после подпишувањето на договорот Заев и Борисов. Ова е книгата, почитувани слушатели. Веројатно има и повеќе книги, знам дека има и повеќе книги, но ова е најдов од кај Гоце Панговски, ја превзедов. Настаните на Скопското кале на 7 јануари 1945 година со документи. Овие се од архивот на Република Македонија и тука нема што да не е јасно и што не им е јасно на нашите соседи бугари. Со ова ќе ја завршам мојата програма. До слушање до следната наша програма.